Во свет каде што си слушнал нешто вреди повеќе од одреден факт. Познатите секојдневно се борат со зборувања што не само што се неточни, туку се и понекогаш можеби и опасни. Во овој прилог на Бекстејдж ги отвораме вратите на суровата реалност позади сцената, па ги прашавме најекспонираните, која е најлошата работа која слушнале за себе. Ова беа нивните одговори. Па, дека сум геј. Абе, зај дека користам стероиди. Има полоши работи, ама не можам да ги кажам. Да, има полема, не смеам да ги кажам. Најлошата работа? Имаш еден коментар, сега ќе ви кажам. Мислам дека на подкастот кај Лазаров беше дека јас и Мартија имавме еден заеднички настап со Мартија во Струмица и имаше како коментари дека јас и Мартија сме се бакнувале на паркингот под плоштадот во Струмица. А тоа е лага? Нормално. Мартија ми е како сестра. Имало многу. Имам многу невистини за мене кои што кружат низ луѓето. Што најмногу ме повредува. Најмногу ме повредува кога ќе слушнам дека нешто сум направила, а не сум, а затоа знам дека не сум, имам докази, ама ако го објавиш ќе правиш драми, ако не го објавиш си го саботираш сопственото и тука е еден судир титана, што би кажале, но најголемата, едно најголемите, ја имав спомнато кај на едно интервју кај мојот драг колега Мартин Трајновски, фотографот, Зоки, нашиот Зоки кој што почина, имаше јавно кажано дека првата операција ми била дека била спонзорирана. А само јас знам на кој начин се заработени тие пари и како се дадени. Тоа е едно од поголемите што во овој момент ми текнува и дали е тоа голема затоа што веќе спомнав или има уште поголеми, сигурна сум, но еве нека биде таа, но ние со Зоки се помиривме. За мене лично не стигнале некои, не знам, ептен лоши коментари или дека нешто посебно негативно, но еве последно слушнав дека некој за мене мислел дека сум сокренат нос, дека сум нешто така горда и не сум допирлива и слично. Јас сум тотално спротивното, јас сум најнародскиот човек што би можел на маса да седне со тебе и да правиме муавет за било што. Да, дека се дрогирам, а тоа никогаш не сум направил во животот. Дека сум бил, пример, пушти го тој наркоман, коцкар, ваков и така. И знае, за она што ти се случува, реално јас не сум фаќал кусур на луѓето, кога ќе ти каже дека си коцкар, пошто знам дека сум тоа што така. Ако ќе ти каже дека си наркоман, а не си, тоа е малце така. Па не се сеќавам имало многу, реално треба да си спремен на осуди на коментари, посебно на Балканот, ако се бавиш со таква пред се со музика и со било која јавна професија. Спремен сум на такви работи, не ми пречи, сите што ме знаат приватно знаат дека сум многу толерантен према такви работи, така да слободно осуда. Да, најлошата работа на почеток на кариера зборам, оти се навака, сте прочитале, знаете, нема потреба да парафразирам. На почетокот најаката лага и првото соочување со што значи да си јавна личност и да си неударна кој што сака да каже за тебе, пошто случајно те знае или знае како изгледаш или те познава, или воопшто не те знае, само знае како изгледаш и кој си, беше дека сум платила 10, 15, 20.000 евра, 30.000 евра, нека сума луда, дека сум платила некоја сума од некоја цифра како 15, 20, 30.000 евра за да влезам во МДО. Тоа беше, чиме така, не може да зборам надалje. Ама не беше нека гласина, како муавет од една особа беше тоа, што некој друг ми ја пренесе. Кажав дека не е вистина, имаше татко ми 30.000 евра, немаше да влагам продукција, ќе си снимав сама албуми, ќе си терав сама кариера, ќе си платев менаџери. Нема што да слушам некој како да ми упатува, што да ми збори. Ја како што сакам ќе бидам. Најлошите работи кои што сум ги слушнал за себе. На почетокот немаше лоши работи уопште за мене. Сега има лоши работи. Почетокот не си битен, те рачунаат дека си никој ништо и никој не коментира за тебе. Буквално сите те игнорираат. Нема што да се коментира. Коментираат за оние кои што одат кон патот на успехот без разлика каков и успех да е тоа.
дури ден денес кога ги слушам, веруваме ми, не само на почетокот. Не знам, најлоши не би нема ништо лично не допира до мене веќе толку многу. Би кажал дека тоа се многу некои конфузни ситуации кои немаат врска со вистината. Како имам дојдено до некоја работа, каде сум патувал, со кој сум бил, на патување на такви некои работи, кои навистина се сосема комплетни и сосема различни од реалноста.